Кандидатот за градоначалник од редовите на коалицијата, предводена од ВМРО ДПМН, ги посети жителите од планинското село Полаки во срцето на Осоговските планини. На средбата Димитровски ги информираше мештаните за одлуката на владата и Министерството за здравство за отворање на амбуланта во рурална средина, која ќе започне со работа за неколку месеци и ќе биде лоцирана во старата училишна зграда во село Полаки. Добивме дозвола и беа луѓето тука ќе направиме амбуланта, единствена рурална амбуланта во општина Кочани, ќе биде у старото школо. Заеднички владата на Република Македонија, односно Министерството за здравство и ние како општина ќе ја направиме, ќе ги изработиме просториите, ќе ги направиме така да ќе прилагодиме, за да тие малку луѓе што се останати тука да не одат у градот да се лекуваат, него да бидат тука. Тука ќе имаме доктор со медицинска сестра. Тендеро за мосто е завршен и мосто се отпочнува. Временските услови не дозволува, гледате дека е веќе исколчено. Ние мосто ќе го направиме до мај, до јуни. Во непосредна близина на ова место ќе се гради акумулацијата Речани на Оризарска река, која ќе биде од особено значење за жителите од овој дел на Осоговијата. Акумулацијата ќе биде значајна за водоснабдување на Кочани и околните населени места, но и за наводнување и производство на електрична енергија од неколку мали хидроцентрали, истакна пред присутните Дејан Бошковски, директор на ЕЛЕМ. На средбата жителите ги посочија проблемите со кои се соочуваат пред се во делот на инфраструктурата, пробивањето на патишта, мост на голема река и отворање на